Проектот аудиозаписи со роднокрајни автори го продолжуваме со можеби еден од најплодните охридски и македонски писатели и поети, господин Славе Ѓорѓо Димовски, човекот кој потекнува токму од овие охридски краишта, би рекол од славното Велестово. Велестово кое е на картата на поезијата веќе е високо затоа што со поетските велестовски ноќи, токму за чии монаболници виновник е мојот соговорник, се издигна на пиедесталот на поезијата и некако рамо до рамо со струшките вечери на поезијата, каде што пак тој е и сега и председател на управниот одбор, го имаат она највозвишеното и највеличенственото. Ако струшките вечери на поезијата се во светски рамки и ги носат светските писатели кај нас, тогаш барем засега поетските ноќи во Велестово се нешто што може на некој начин да се рече дека ги возвишуваат пред се македонските писатели и поети и творци, а од друга страна таму има простори за сите видови уметности. Славе Ѓорѓо Димовски, еден од најплодните, реков, македонски поети, кој зад себе има дузина стихозбирки, кои во себе носат преголема лиричност и можеби на некој начин го осликуваат и времето во кој живееме. Добре ни дојдовте во овој наш проект. Како е самиот со неколку збора би се опишале себе си и вашето постоење во поезијата, во светот на уметноста, на пишаната реч? Добре најдов. Да се опишам самиот, јас морам да тргнам од манифестација што спомнате поетска ноќ во Велестово. Таа изминатите 22-3 години се наметна како една од најавторитетните манифестации во Република Македонија. Тука беше пресудно нејзиниот оригинален концепт, во кој што се представуваше еден поет и еден сликар. Значи, спојот меѓу сликарството и поезијата. Од време на време имаше и музика и театар, така што таа поетска ноќ во Велестово се издигна на една апсолутна уметничка ноќ, уметничка вечер. Овие години, посебно 20-та година и натака, се обидуваме да ги пробиеме и републичките рамки, така што 2000-та година имаме еден сликар од Америка, многу актуелен во светот, Дик Робертс, а ова година имаме тројца поети од странски земји. Значи, веќе станува меѓународна манифестација. Една поетеса имаме од Сирија, еден поет од Србија и еден од Турција. И од оваа година така, секоја година имаме по тројца од различни земји. Значи, она што беше твоето прашање, како јас би се опишал, би се опишал како таа поетска ноќ во Велестово, бидејќи уште како дете јас сонував со звездите, со висините, со езерото, и сето ми беше нешто нестварно, во однос на другите деца што играја фудбал со тие тогашни гумени топки, со некои други игри што се актуелни, што беа актуелни во тоа време, се приклонував повеќе кон сонувањето и кон височините на планините, кон длабочините на езерото, кон небото, така што неколку пати, неколку наврати сум рекол дека јас се занимавам со поезијата уште пред моето раѓање. Значи, моето најрано детство го паметам по поезија, односно по некои соништа кои што се разликуваа од моите врсници. Можеби тоа беше и така, бидејќи јас дома, односно во Велестово, имав тројца вујковци кои што исклучиво се занимаваа со книги. Јас како дете мало и како единиче дома, мало се така разгалено, често бев кај нив и сивот свет ми се врза во нивната мала, но одбрана домашна библиотека. Значи, за тие години многу интересна. Се сеќавам на шарени корици, на тогашни изданија, тогашна детска радост, од тие први книги на Славко Јаневски, Карамба, Барамба, Шеќерна приказна, Ванчо Николевски. Се тоа и ден денес го чувствувам како некој сладок сон. Не знам сега дали по библиотеки можам да ги видам тие шарени корици, а и ако ги видам, може би нема да се такви, ќе го нема таа волшебност што има тогаш и што ја паметам сега. Значи, по-добро да не ги видам, зашто ќе може да изгубам тоа сладко доживување и како се тој мирис на детството од тие времења. Дали таа идилична слика на самиот простор, очигледно уште пред да се родите, како што сте рекле, можеби веќе сте биле предодредени да бидете поет, и како го доживувавте големиот град Охрид, кој е некако како на дланка од височините на Велестово? Како за вас изгледаше тој простор, тие звезди, тие копнежи, тие мечтања? Кога првпат сфатите дека ќе ве биде за поет? Во тоа време, значи 59-та, 60-та, 61-та година, до 65-та година, тоа се најдалечните спомнежи и памтам од детството, Охрид за мене исто беше недостижен град. Бидејќи таму немаше пристапен пат до градот, жителите од селото оде еднаш во неделата да испазарве, тоа беше понеделник и ден денес постарите луѓе го викаат тој ден пазар. Така што јас првото соочување со градот не дека беше на 7-8 години. Така кога што влегов во градот, мислев дека се наоѓам во некое чудо. Се тоа што беше тогашните куќи во Велестово, кои што дел беа покриени со слама, дел со некои керамиди, криви туристи, во градот се соочив со асфалт, со прв пат да го видам одблизу брегот,
пристаништето. Во тоа време се сеќавам дека 60-тите, 65-66 година со татко ми, мајка ми отидовме за Свети Наум со брод. Тоа беше доживување, баш беше со бродот Викингер, се сеќавам на тој брод. И тоа доживување низ езерото ми беше како некое пловење низ облак. И тоа всушност беше тоа доживување со градот. Баба ми исто така ме носеше по некои манастири, по Света Петка, исто така беше тоа кога влегов во тој манастир внатре, кополите ми изгледа како некој со звезди, нешто волшебно, некоја бајка. А тоа исто, тоа чувство на таа волшебност на фреските кои има во црквата во Велестово, која што е стара црква, и која што таа купола на која виси Исус, е нешто кога гледав нагоре, тој како да ми одеше се уште погоре кон небото. Каде го започнавте образованието? Каде ги ја научивте азбуката и почетокот на љубовта, дружбата со зборот? Значи, јас почнав во Велестово, имаше училиште до 6 оделение, но многу ми се значени првите години, од прво до четврто оделение, кај што прв пат се соочував со песни, веќе што може би да ги читам. Значи, тогаш имаше тие детски списанија Дугаче Развигор, кај што особено, не знам се кој беше за прво второ деление, кој што беше премногу со илустрации и со некои стихови со крупни букви, кој што исто така ми оставува голем впечаток, односно тогаш ме заинтригира прв пат римата, што подоцна јас никош не ја користев, но таа рима кај ме предизвика да правам, да барам ритм во зборовите, да спојувам слогови ритми, така што јас ја барав внатрешниот пев подоцна во стиховите, а не формалната страна, само римата. Меѓутоа, тие римита певливост на крајот од секој стих на зборовите веќе ме натера да барам внатрешна смисла, скриена музика, скриен ритам, што всушност тоа беше и поттик да се занимавам со комбинации на зборови, кои што тоа е своевидни игри, кои што можеби жал ми е што од тоа време не чувам ништо, беќе во еден момент сите ги уништи. Меѓутоа имаше тука нелогични стихови, нелогични зборови, кај што на површина изгледуваше само ритмот. Не ми беше важна смислата на зборот и смислата на синтагмата или не беше важно да има некој ритм во самите зборови. Макар би било и безсмислен збор. Или можеби измислен зборови од сами од себе. До четврто деление во Велестово, така? Тоа беше чудно, не знам дали имало во тогашна федерација такво училиште, дека во шесто деление се прекини и тоа. И тоа може би да се оправда што не имаше и толку доста ученици кои што излегуваа, што одаде во средно училиште, бидејќи тоа сепак е уште детство кај што се прекршува ученикот, не знам по која логика било такво училиште. Дали од тоа време дружите и натаму со тие другари од детството, би рекол, тие први години во образованието, ги имали по крајва сега или сепак фативте нови друштва по доаѓањето во Охрид од седмото нагоре? Апсолутно. Мислам, јас и ден денес живеам во Велестово. Враче живеам, но Велестово ми е она што е топонима кој што го имам и во лична карта, и во адреса, и сегде каде што... И тука се сите тие другари. Тие се уште сега сме веќе се новечни, така што наоѓаме простор да се дружиме, а инаку подоцна друштвото се расшири. Мислам, огромно имам друштво се не само во Македонија и надвор Македонија, кај што во името на литературата ностоп комуницираме. Се случи Охрид, не само по првото гледање и првото слегување во него, туку во пат и во училишните клупи. Дали тоа беше Григор Приличев во училиштето, предпоставувам по некоја реалска или... Јас другите мои врсници доаѓаат Григор Приличев, јас 7-8 ги завршив во Левско, со една едноставна причина што таму има Вујко и бидејќи требаше секојдневно да се оди Велестово, Охрид и назад, таму тој ми обезбеди престој. Средното училиште, гимназијата, мислам, беше тој пат. Тоа патишествие секојдневно и то пешки, кој што има доста интересни моменти, спомени, така што мислам тоа е една основна подлога или едно големо богатство за натака да се вплетет во моите идни стихови, кои што веќе ме представува како поет. Од височините слеговте во низината, би се рекол Левсковец и Охрид. Дали од тоа време веќе почнавте да се сознавате, нели тоа Јужен бран, првите средби со поети, творци, писатели? Кој беше вашето обкружување и како конечно свативте дека поезијата може еден ден да ви биде и да ви донесе леп? Јас кажа дека со таа синтагма ќе кажа дека пишувам поезија пред моето раѓање, јас уште во Велестово до 6 деление се занимавав исклучиво со тоа што го објаснав преска со тие ритми. Потоа кога бев Лесковец со Вујко ми имавме на можност прв да видам жив писател, бевме во домот на Ванчо Николевски, кој што вака го ме прими и така беше доста симпатично. Со тоа што јас однесов пракатка стихови, кој што тој со својата интуиција баш ги избра, малку избра стихови од песните, но кај што ви кога почувствувате дека тука веќе се работи за
за сериозна лирска страна или лирска струна кај што прозвучува. Потоа во гимназија веќе посериозно се зафатив со литература. Тогаш не се дадов една своја задача и веќе изучував сам учев литература и македонски јазик, другите предмети ми беа само да поминам, да ја прочитам и целата библиотека во градската библиотека во Охрид. Така што е еден огромен фонд на зборови, на книги тогаш прочитав. Потоа почнав исто да пишувам, секој ден имав задача која песна напишам. Така што легале до трета година се собра доста тетрадки, но најнаш ми се видоа тие банални стихови кои што не знам како помислив, па во една вечер ги уништив сите. Тоа го учи на Нова година и после 2-3 дена после тоа тој настан се роди една песна Молњевита куќа, која што влезе во мојата прва книга. Тоа беше недека на полугодието трета година, која што подоцна стана и антологиска песна и ден денес се вртим истите антологии. Значи, со тој чиш што направил, или сум се ослободил во некоја баласт, или тоа само биле некои вежби до тогаш. Значи, се уште мојот организам не бил спремен со тие до тогаш да ги зачувам, за да потврдам дека веќе навистина стапувам во тие поетски патишта, на тие поетски рамки. Значи, самиот организам, самата психика изгледа барала од себе тоа сето да се уништи, а после во еден наврапит начин, значи во една брзина да се напише на таква песна, која што и ден денес е антологиска, а тоа беше само 17 години. Како вие сами лично го дефинирате вашиот однос кон поезијата? Што е всушност ваша карактеристика со која можеби се одделувате од другите? Можете ли сам да кажете што ве прави специфичен? Ова прашање повеќе пати ми го поставувано и доста теоретичари, критичари или последувачи на мојата поезија, не сите овие 25 години, се зафатили на тоа прашање што е специфично во мојата поезија, што наеднаш тоа време зашто на млади години јас првата книга ја објавив на 19 години, што за тоа време беше доста чудно и невозможно. Значи не како сега со пари ти се објавиш, тоа одеше пред неколку комисии, пред конкурси. И уште тоа беше веднаш прво високо вреднувана критички, што ги чувам сите критики до сега за неја. И имаше и на награда Млад борец како најдобро дебитанско издание во таа година. Тоа беше 79 година, така 20 години. И тога се постави тоа прашање што е она што ме одделува од другите, што подоцна се покажа низ другите книги. Прво беше начинот да се прави некоја деметафоризација, значи да се одбегне тоа што беше дотогаш познато како метафора и некои си меѓу генерација со Атанас Вангелов, со Тодор Чалост и со Чедо Екимовски, кој што беше некој премин. Значи со таа книга кој што Венко го исто во една посериозна студија има кажано дека всушност таа книга Гравири, мојата прва книга Гравири, веќе е конечниот премин кон она што ќе е новото во македонска литература, кој што ќе има разногласие, значи не да се настапува генерацијски, значи до тогаш до кај метафора до Петар Андреевски, Владо Рашевич се настапуваше генерацијски, потоа има некој премин со што ги спомнал со Атанас, со Чалоски, со Ефтим Тетников, некој премин кон по индивидуално чувствување на лирскиот свет и веќе од кај таа книга што постави тоа како прашање, како темел Венко Донски, конечно одење на индивидуалност. Значи не генерацијски врзување, премин од модерно кон постмодернизам, кој што веќе се разви кон 90-те години, така со една група на прозаисти и напомнали поети. Значи тоа е еден од тие можности, мислам тие така да се дефинира мојата поезија. Потоа, начинот на скажавоста во изразот, значи одбегнување по секоја цена на многу украсни фигури, значи конкретно одење на асоциации, одење на гномичност во стиховите, поентирање исто на секоја песна, ваѓање на темите. Доста беше интересно еден долг период во неколку книги така кои што ми се сега средни така се зафаќа со една тема која што не беше вообичаена за македонските простори, бидејќи ние сме мигрирани, но повеќе наврати имав по тематски правени, како мали поеми, кои што се врзуваа со зимата, со снегот. Значи, тоа пак е едно моје далечно сеќавање на снежна емоција од детството, бидејќи јас тогаш или бев многу мал или големи снегови паѓа во Бресто, така што некогаш се израмнував со главата со снегот. Значи, таа снежна емоција што ја чувствувам во поезијата и што беше како тема во моите книги, кои што баш кај многу критичари запна. Значи, не медиранска, не за сонце, не за топлина, не за туку едноставно одење кон нешто северно. Учевте и се образувавте во гимназијата, сега сте од другата страна на пултот, би рекол, вие сте тој кој што образувате нови генерации. Учевте ли вие повеќе и знаевте ли повеќе за литературата воопшто и јазикот некогаш,
околку што тоа сега денешните деца го поимаат и колку пак тие едноставно ја сакаат нашата поезија, проза и воопшто има ли однос кон јазикот? Јас тоа може само да знам индивидуално, бидејќи јас тогаш бев предодрен сами од себе си. Да, значи не бев како не општите како децата што сакаат само општо образование, за да може да после да се запише на било кој факултет. Јас тоа го земам индивидуално за мојот однос личен кон литературата, бидејќи случува ми беше гимназијата само еден мост, еден премин да дојдам до факултетот, до филолошки факултет, литература да студирам. Денес за жал не се среќаваат деца кои што така се запнати. Меѓутоа морам да кажам дека има исклучоци. Има ученици, сепак мал број, кои што го имаат тој потенцијал да творат и да ги барат новите замки во литературата, што литературата всушност е вид стапица поезијата. Значи, таа јазична стапица кај што мораш да бараш свој простори за да можеш да се изразиш. Јас секогаш кога разговараме со ученици, кои што некои што јас тоа не го поддржувам, доаѓаат кај мене ученици со тетрадка, со книга, викаат сакаме професор да напише рецензија, добијам книга. И тоа се што е напишано во стихови не е песна. Значи, во тие години, во тие возрасти, секој човек има емоции, чувства, лист, набој. Меѓутоа, не може да биде песна. За да биде тоа песна комплетна, има доста работи песната. Треба да се знае доста работи. Треба да се следи што се случува во светот на поезијата. На сите им кажам, сам сигурно кој ќе прочита не така на памет, дека тие книги што имат, тие стихови што се чуат, да се чуат како само добри писмени вежби. Бидејќи самиот организам на децата ќе им каже на творецот кога ќе има моментот за да објави книга, да се представи пред народот. Зашто некогаш има проблем не во децата, во родителите. Има поамбициозни родители отколку деца. Доаѓа да чиме родител со дете од четврто одделение, дека детето му има да пише на книга, имат многу нешто што се кажени меѓу редовите, да се прочет тие и да ги објавиме книгата. Значи до тој степен. А тие се обични стихувани зборчиња, римувани кои што не, за вредност литература не само збор, туку немаат ни, како сега, ни писмена вредност, ни форма. Дали вие веднаш после објавувањето на гравири сфативте дека треба конечно посериозно да и пристапите на поезијата, да го смените ракурсот на гледање кон нејде, или пак самото запишување на филолошкиот факултет беше вистинска одредница дека полека влегувате во тој шематски круг на луѓе кои ја освојуваат поезијата и кои доаѓаат и во контакт со личности кои знаат многу повеќе за неа. Јас на факултет дојдов со намера да станам поет, а не да станам професор, како што сум сега. И самата книга гравири таа ми одреди тој пат. Таму на тие 4 години на факултет бе доста интересно, кај што интензивно се дружиме ние, не колку не беа толку важни часовите, колку надворешните интензивни комуникации и дружење со Атанас Вангелов, со покојниот поет Гајан Тодороски, кој што после секој час ние се седнуваме во тоа ресторанско факултетско бифе, кај што кој знае колку време после долго околу други работи зборувавме. Тоа се сеќавам беше за втората книга проект, 82 година, тоа беше втора или трета година. Таа излезе книга која што беше диаметрално спротивна на гравири, сосем нешто ново, кај што после Атанас Вангелов одржа една промоција пред еден полн амфитеатар со студенти, кој што беше доста вака сензационално за тоа време да се собери тоа нешто. Значи, со тие два потега, првиот потег беше објавување гравири на млади години, кој што направи голем впечаток во критиката, што тоа е потег да се продолжи, и со втората книга проект, која што беше диаметрално спротивно тоа нешто, и со самата промоција што ја направи Атанас Вангелов беше веќе показ дека мора натака доста посериозно да суди по тие врвици на поезијата. Како ве прифатија, условно речено, во Скопје, оние кои што сметаат дека никој не може да ги мрне од тронот, дека се е нивно, дали тие дозволува и после на таква голема награда која добивте на самиот старт од поетскиот живот, би рекол на некој начин, или занимањето со поезијата, да сепак човек кој доаѓа условно речено од провинција да им го заземе тронот? Во Скопје се чувствува многу комотно и многу пријатно. Мислам, од првиот момент ме прифатија сите. И од најмладите поети до најстарите, така што јас, како што некој кажува дека дека немаш никаков таков, дури им бев и некојаш и пријатен и симпатичен, и дури сакај секојаш да седиме заедно, да разговараме, така што јас не можам да кажам дека таму не бев прифатен, едноставно дека природно само се слеав или се стопив со таа средина и се течеше, мене ми беше тешко се вратам назад во Охрид. Ми фалеше тој простор
во Скопје. Зашто таму тогаш беше доста беа интензивни дружењата, што сега ги нема, кај што разговараме со моите врсници, кои што веќе се една сериозна генерација, кои што е тука Венко Андоновски, Иван Чепаровски, Батиза Ташковски и други, кои што сериозно зборуваме, што и вика дека го нема такво дружење, таков настап или тој начин на литературна комуникација. Сите сме заедно, а сите творечки сме различни. Тоа беше многу интересно, многу убаво, тоа мислам дека се опиши во книга. Може би тука беше решен проблемот, значи никој никому не му пречевте во освојувањето на просторот. Не, тоа јас така ти ги слушав за прехврлените генерации, мислам кога бевме ние немаше тако никој и меѓу нашата генерација најважно е што немаше ни завис, односно сите си помагаме на друг, сите учествуваме заедно, сите славевме, се радуваме на секој успех поединечно од секој творец од мојата генерација и тоа беше на македонско литературно созвездие. Прекрасно. Години подоцна, дел од тој уметнички свет, вие успеавте некаде кон крајот на 80-тите години, одбележите во едно идилично место село да претворите во една интересна туристичка населба, интересен бег од големиот град на луѓето кои сакаа мир и тишина, и спокојство и творештво. Како успеавте тоа да ги наведете сите тие, речеме, не само поети, писатели, глумци, да дојдат во Велестово и да закупат стари трошни куќи и да ги обновуваат? Дали тоа беше вашата магија со вашето име и вашата харизма да успеете да привлечете дел од нив? Јас еден ден жалам што не успеав да станам во Скопје, а тоа што морав да се вратам во Велестово заради семејни и други причини, морав некако тие да ги донесам кај мене. Ова што кажав во претходно, дека таму јас се слијав всушност со нив, така што си ме пријав само беше проблем само на просторот од Скопје до Велестово, така што не е мало никогаш проблем и самиот начин почетоци на забавната манифестација беше всушност тоа. Зошто се прави во град, затоа можам да кажам малце повеќе, тогаш имав една награда Југословенска 7 секретарина, кој се викаше, што беше доста врвна, мислам доста значајна и финансиски и како награда, и сите што добиваа од сите републики тогашни требаше имаја задолжително во својата република да направат едно представување. Тука имаше музичари, спортисти, поети, сликари, значи од повеќе области. Тогаш Скопје не сака да направам промоција, сака во Охрид, меѓутоа во Охрид некако не дојде, не најде разбирање со, да не кажам сега слово, така што не сакајќи во Скопје, не сакајќи во Охрид, веќе не дојде до разбирање. Би беше моја обврска заради наградата, решивме да направиме тоа во Велестово. И така тоа се случи спонтано, кој што од сите тие пријатели што така го поздравија во првиот момент, стана во една манифестација која што има високо реноме и можам да кажам слободно дека во однос на македонските манифестации што се републички во сферата на литературата, поезијата е веќе на прво место го зазеде таа манифестација. Колку луѓе и кои се оние од значајните имиња познати во светот на културата и уметноста кои успеавте да ги навлечете на Велестово како една успешна приказна, да можат преку лето да бидат барем таму и да творат? Во 20 години мислам дека врвот го донесовме и сликарски и поетски во Велестово. Значи се она што беше врв на македонската уметност, сликарско-поетска, поетско-сликарска, дојде таму. Значи тука треба да спомнеме Јанте Поповски, Гане Тодоровски, Јован Котески, Јордан Плевнеш, Петре Андреевски, од сликарите Глигор Чемерски, Родолюб Анастасов и други, значи сите врв до врв се. Кои ве дружат сега, кои ги пренесовте и условно речено Скопје како да имаат и своја куќа? Кои се тие со кои на чашка ракија и интелектуален мобет денеска дружите во Велестово? Па има доста, така што мислам летата се доста испомнети, а може и преку зима. Не мора тоа да се само од сферата на уметноста, има и други, како што се направи веќе тоа Велестово стана едно јадро за едно интелектуално дружење, што мислам може слободно да кажам дека го изоставува и во самиот град во Охрид. Зашто мене ми е важно во Охрид да најдам човек кој што можам да поминам 2-3 сати со интелектуални разговори. Морам да зборувам или некоја бресава политика или нешто без врска, само да помни времето. А горе Велестово веќе може да се разговара и преку лето и на оние теми што мене не прекупира, тоа е сферата на уметност. Третата ваша стихотбирка носи наслов Студен порив, а четвртата Последните ракописти. Дали и натаму пловевте во противностите од првата до третата и четвртата? Книгата Студен порив, трета, значи пак тематски некако се доближи до првата книга, значи ова втората се пресмукна, а и таа втора проект кој што исто донесе на награда Млада струга, тоа што исто значајна награда, во мојата творештво остана како самена. Тоа се и 16 песни се, меѓутоа седе тие песни кои што се преведувани во странство одат како блок.
Значи неделливи се и нешто е подруго од другите. А студен порив што носи името како што има метафизичка моќ внатре на таа синтагма, поќе да и кон тематската страна на мојата поезија, што кажа во почетокот дека ги застапа повеќе оние теми што се врзани повеќе со северот, со снегот, со студот и духовниот студ натрешен и физичкиот надворешен. Дека последните ракописи беше многу интересна книга, не знам како настана и самиот, бејќи настануваше на различни места, нешто во Букуреш, нешто во Македонија. Тоа беше една поема за ноќта. Значи тоа е од 33 песни, кој што секоја песна си стои сама за себе, но можете и си да се поврзат. Наслов беше многу индикативен тогаш и многу шокантен, така што некој вика на семинарот баш кај кулинари викат, ќе види артиката, вика види колку загревате, колку млад поет умрал. Испадна дека тоа е како некоја заветна книга. Но внатре ми се прочита содржина сосема друго за тие последните ракописи, нема врска со тоа нешто. Провокација. Па кај други овие што не знаеа, чудно го сваќа насловот, зашто последните ракописи дали е некоја поскумна книга или нешто друго. Без да се види натре содржина што сосема друго внатре. Љубовта. Што за вас значи љубовта? Колку успевавте во животот да ја давате и колку да ви ја возвратат? Љубовта е човечка особина. Самиот начин на пишување на нешто одење кон лириката, тоа мора да си таква природа. Нешто, тоа е природа која што се често е растеперена, така не е така како сум се ставила. Мислам љубовта која се земи во сите начини, не мора само да е еротска љубов и секако така, меѓутоа начинот за љубувањето е лепење на естетското контентот мора да проникне натре и тоа, како се лирскиот е врстепери. Јас зачем имаме на цела книга, еротска книга, која што е комплетна тоа нешто, форми на страста, во која што се разгледуваат принципот на еросот и на љубовта како еден од основните принципи. А наспроти неја има друга книга, тоа се вика односно темно место, кај што го држи пак принципот, го разработува принципот на танатосот, на смртта. Така што тие две книги прават една целина, значи во кој што се осликани два принципа, принципот на еросот како мотив, моќ, сила за обстојување, општо како човештво, и исто кај што се јавува и принципот на смртта, која што се она што прави тој еден животен круг, доаѓање до смртта. Но значи во оваа книга, Форми на страста, значи тоа се еротско-љубовни песни. Меѓутоа тука се правени огромни напори да се избегнува со оние љубовни зборчиња кои што е прават песната сладникава, романтичарска, така што на површина би дошло поќе она романтичарски звук отколку суштината. Тука исто се прави огромни напори во таа книга што и двете книги прават со концепт, не така да се спојат само песна со песна, кај што одбегнува все тие што се сладникави зборчиња да ги отфрлам. Така е да песна, например, што е најмногу преведувана моја песна, на кој 20 на јазици, што скоро во сите македонски антологии е објавувана и доста е актуелна, особено тогаш беше поактуелна, која се вика Ноќта е црна, Ливе Марија, песна која што е страшно љубовна песна, а без ниеден љубовен збор. Ќе бидам индискретен, простете, но повеќе дававте или баравте љубов од еве спротивниот пол? Колку успевавте пак можеби не само со појавата, туку и со пишувањето да ги привлечете другите, односно женскиот свет? Пишувањето се само за себе, тоа мислам никогаш јас дури некогаш и не е пријатно кажеш дека пишуваш песна некаде. А тоа другото што е, так си е лична работа сега, не знам што би можел да кажем и зашто да го кажем тоа. Тоа имате семејство, дечиња, ќе можете да ги споменеме и нив, колку тие успеавте да им садите љубов кон литературата и како гледаат тие на што татко им работи, што е писател, што е поет? Едното дете, поголемото, па се занимава исто со некоја уметност, тоа е со уметничка фотографија. Тој работи сега во Мија, живее во Скопје, но постојано е присутен во медиумите кај што се со уметнички фотографии. Исто така тој се занимава и еден доста успешен дизајнер, така нешто, да, во таа смисла. А пак помалиот тој е кувар. Тоа е сосема друга сфера. Така некојаш не значи, ама и во водвењето постои уметност. Да. Така што некојаш не значи дека може да се тргне по патишата на родителот, така, некојаш така пак се работи пак за своји индивидуи. Макар што цело време биле дома окружени со книги, со карти, со машини за пишување, подоцна со компјутери и така. Господин Димовски, вие сте мощно продуктивен автор.
се трудите тоа да бидете или поезијата ви доаѓа така, ви оди од рака, што би се рекло слободно речено? Колку време, например, ви треба за да направите на стихотбирка? Велите дека правите концепт, никогаш не седнувате само и да пишувате, туку напротив, барате концепт, барате идеја или форма, која како ќе изгледа, која ќе биде се завршено. Јас не знам да кажам дали е точно дека сум продуктивен автор. Јас досега имам пишано 9 книги поетски, но тие ќе се разподелат во времето сепак. Првите 5-6 книги одеја на секои 3 години. Изгледуваме и тоа се рече последната книга што бе Мираж на зборовите од претходната помина веќе 8 години. Да. Така што веќе дека се уморивте? Не се умирувам, меѓутоа оној начин на интерес и во јазикот и во темите и тоа можеби сум го заокружил во тие досегашни книги и сега со тоа што правам поголема пауза да се барам нови можности, но тоа ако дај Господари ќе се направи или не. Но сепак јас сум со тоа доста задоволен што од тие книги 9 доста имам избори скоро толку на македонски јазик. Веќе од година во година се почесто ме објавуваат во светот. 4-5 книги мислам дека имам надвор од Македонија, сега се подготвува уште една книга, односно 2. Една се подготвува во Франција, една во Србија. Во Србија сега мисли за оваа година се уште една се подготвува една популарна млада мала едиција на книга. Како ли тоа со преводите? Дали вие сте лично задоволен кога ќе погледнете ваша книга? Сметате ли дека успеваат преводачите да го доловат она што на оригиналниот начин вие сте го напишале? Секогаш преводот губи. Дори имам најдека прочитано и кај одличен познавач на јазик и одличен поет, дека најмалку 30% губи преводот. Но овие јазици што ги знам, например српски и руски што им преведувано, сум да е задоволен. Они што не ги знам како имаме азерски, азербејџански, тоа не знам како е преведено, или турски. Очигледно и самата поетска душа ваша пропатувала на многу места, на многу фестивали. Во последно време сте се побаран и побаран во таа смисла, а и како председател на управниот одбор имавте на Струшките вечери на поезијата, имавте пригода да присуствувате на повеќе манифестации каде што треба да се направи одбир на поети кои ќе дојдат во Македонија. Какви се контактите со вашите колеги и колку тие знаат пак за македонската поезија воопшто? Како гледаат на нашата поезија и на нашето творештво и на нашите автори? Функцијата председател на управниот одбор на Струшките вечери ми даде таа можност да поминам низ повеќе светски фестивали во кои што правиме една соработка. Дури кога стапиве за таа функција, дадов една иницијатива која што е прифатена да се направи еден сојуз на унија на поетски фестивали, сега моментално од Европа, но напред ќе води и кон другите светски фестивали. Многу е интересно да се види Струшкиот фестивал од надвор, значи не од Македонија. Јас во овие патување заклучив дека Струшкиот фестивал е еден од најпознатите и најголемите светски фестивали, а воедно и најстарите. И сите поетски фестивали кои што сум сега се правили по терхот на Струшки вечери, но ја нема таа магија што го има овој Струшки фестивал. Тие таму повеќе личат на салонски фестивали, на академски фестивали, на затворени, на како семинар некако. Значи ја нема она масовност, она природа, она душа или дух што го има Струшкиот фестивал. И сите, односно досега не сум сретнал ниту едно посериозно поетско светско име кој што не знае за фестивалот или кој што ако еднаш бил не сакаше некој да дојде или некој што слушале за него прават секакви начини, секакви напори да дојдат во контакт за да можат на некој начин да присуствуваат. Имаме европски земји кај што македонската поезија е преведувана повеќе во антологиски избори, но за жал ние сме мало јазично подрачје и толку многу не ја познаваат или ја познаваат посредно, значи преку некои други преводи или преку кажување. Токму заради тоа јас исто на тој фестивал лани дадов една иницијатива која што беше успешна, македонска поезија секоја година по 10 тома да се преведува на Струшкиот фестивал на странски јазици, нема да е само на англиски, не е важно на кој. Највише се мислам поголемите јазици и да се делат на поетите. Лани излегува 10 тома, годинава 12, така што веќе тоа е еден начин на приближување. Значи ние треба самите да се афирмираме, ние самите треба нашата литература да ја приближуваме кон светот, за да нешто прочитат и ако нешто им се допадне, ако видат дека има некоја искра, сами некојаш да побараат. А вака од чекање сами да дојдат тешко тоа.
Како годинава ќе изгледа тој поетски фестивал? Многумина последно време вела некако повеќе го пренесувате во Охрид отколку во Струга, но мислам дека треба да се види и таа цела паралела од Дрим, па да прашаме од каде извира Дримот, за да дојдеме до Светенаву. Годинава е 49-то издание на Струшките вече на поезијата и то всушност ќе ни е една главна проба за идната година која ќе биде 50 јубилејното издание. Во договор со Министерството за култура на Република Македонија за година се спрема еден да се направи голем спектакл, еден голем поетски спектакл на фестивалот со една огромна ретроспектива на сите до сегашни добитници и живи и мртви на Златниот венец на браќи Мединовци, на покана на големи светски имиња, со огромна монографија, со голем документарен филм за фестивалот. Во таа насока ние оваа година се обидуваме ги правиме напорите, веќе имаме и некои нацрти, да ја смениме она долгогодишна сценографија од 45 години. Да направиме, да пробаме со една модернизација, на модерна сценографија на Струшкиот фестивал. Она што го имам видено како што го работат во Скопје, атрактивно, многу се доближува до ново време, до новиве средства за изразување, со ласери, со видео бимови. Тоа ќе биде главна проба. А ова второто прашање, тоа лани пратиче од една мала група на Струга, дека фестивалот дури имаше непријатен текст со наслов Охриѓанецот го пренесува фестивалот во Охрид, што воопшто не е точно. Јас тогаш неколку пати на телевизија и во сите весници објаснав дека станува збор за афирмирање на Охридската вода, на Охридската езеро, дека тоа е еден природен феномен, едно од символ, едно од најдобрите, најубавите езера во светот. Има тука поети кои што некои само за прв пат ќе дојдат во Македонија и не е добро само да седат таму во Струга околу Дрим. Треба да ја видат која е таа убавина, која е тоа волшебство што го нуди ова езеро. Минатата година вечерта на норвешката поезија што се одржа во кампот Градиште, подосна добивме ние, во музеот на вода, подосна добивме доста одзиви од светот, кои што тие сметаја за една мистична вечер, за една фантастична ноќ, која што водата, езерото, месечината, рефлекторите дадува една посебна мистичност на самата поезија, кај што поезијата веќе поинак почна да плива, да се вклопува со самиот амбиент, со самата атмосфера, со самата природа. Тоа беше фантастично. Имате ли, можеби, или сте имале, можеби, некогаш поети, творци по кои сте се воделе по чирак курс или можеби творештво и биле идолие? И дали денеска можете да составите или да препорачате на луѓето кои можеби ќе го слушнат ова, што да прочитаат неизоставно според вас, што е врвот во светската литература? Секој што се занимава со литература, во детството мора да има некој идол, мора да тоа е како звезда водителка. Значи мора да се гледува на некого за да може да твори, односно да знае дека со тоа што има звезда водителка дека ќе застане некој на цврсто творечко тло. Значи да не е потоне, да не. Јас како мал се сеќавам на тоа што беше симпатичен, например Пушкин на времето, 5-6 години имаше такој Тенки Маричек, Мивчина. Подосна како гимназијалец многу го сакав и барав сега секоја можност Артур Рембо. Рембо за мене беше едно ненормално откритие на едно лудо дете кој што од зборови правеше несватливи стики, кој што од денешен аспект можам тоа да го сватам, ама како гимназијалец тоа за мене беше шок. Мислам, твареше шок во позитивна смисла, не во негативна смисла. И тој веќе ме наведе, можеби како треба да се размислува, како на зборот да му се даде уметничка смисла. Како зборот од обичниот секојдневен говор што е за комуникација да го претвориш во нешто врвно. Тој може да ми научи дека совршенството на еден јазик всушност е поезијата. Значи секој јазик кој што има висока поезија, тој јазик има и длабоки корења. Дека есенцијата, суштината, врвот, смислата на јазикот е всушност поезијата. Се друго што е меѓу поезијата, меѓу врвот на поетскиот јазик и коренот на народниот јазик, тоа што е средина, се е тој јазик на комуникација, на други прелести, на други можности и форми на користење на јазикот. И затоа мислам дека постои човек ќе има и поезија, без разлика колку денеска ја преклопуваат новите медиуми, новите комуникации со Facebook, со интернет. Сепак, ниту еден најмал јазик, ниту некој јазик на некој племе кој што нема поезија. Самите ритуали што ги прават племињата се всушност поезија.
Рекол се дека 8 години не сте напишале ништо ново, значи не е излегло во последно време ваше. Тоа е знак дека ви треба нова инспирација, нов импулс или под прашањето или под контекстот било колку самите поети се трошат или пак се регенерираат кога ќе направат ново дело? Јас не рекол дека ништо не сум напишал, рекол дека ништо не сум објавил. Тоа е, јас постојано пишувам, и тоа јас постојано се приспитувам дали тоа што ќе објавам, дали ќе се поклопам со тоа што имал претходно или ќе е нешто ново. Значи моето работа во никој случај. Тоа не е измислата уметникот. Уметникот треба секогаш да се надмине од претходното дело. Така што јас работам, и тоа сами да си правам автоцензура, која што мислам дека кога ќе се собери она што ме прави нов во новото, тогаш ќе го објавам. Значи, ќе биде ли за брзо? Ето не знам, тоа Господ знае. На тоа не можам да одговорам. Може да се живее, ако настана се тргнат сите нешта од поезијата? Од чистата гола поезија, барем во Македонија, а во светот? Тоа апсолутно не може да се живее. Не знам, не верувам и во светот од поезија, и тоа задоволството е на трешната интимна екзистенција. И нека материјална таман работа во поезија. Ние во Македонија не верувам дека и во светот. Дека тоа сосема ретко кај што некој или се под некоја голема рака меценска, или ако се нобеловци. Ова би сам го зборувам од комуникација што имам со поети по фестивали различни свет, по Боем, сакате да бидете во кафеана, да се дружите, па може и помалку нормално со чашка ракија или пивте да интелектуално да промуабетите. Зошто ги сакате? Па таму се прави литературата. Тоа мислам, не знам тоа како се дефинира, дека тоа најбавите муабети, најдобрите или тие кафаните се поетски академии пред се. Не добро што да кажам така. Мислам, тоа така сум го прифаќал тоа, така сум го сваќал, така сум се дружил во Скопје, се за жал со веќе покојни си Анте и Гане и тоа е тоа. А кој е денеска, со кого најчесто сакате да полемизирате, да комуницирате, да дебатирате? Кој се тие тој круг на луѓе интелектуално јадро, до кој, како што велите, понекогаш не можете да го најдете ни во Охрид, да ви не достига далеко ви е Скопје, но затоа пак понекогаш може и повеќе го имате во Велетово. Што знам, имиња не може, не знам да кажам, ги со сите така со задоволство ви разговарал. Во Охрид одеја понекогаш доаѓам во библиотека, ама само со ташите може да поправувате, со другите не можам. Так, не знам имиња да спомнам, мислам кога ќе се најдам. Со мојата генерација нон-стоп си се дружам, тоа е Венко, Братислав Ташковски, Иван Чепаровски, Наташа Аврамовска, така тоа. Се сметате ли за популарна личност? Не, тоа не мрава. Па не знам, литературата не дава популарност. Сега по Македонија и македонски рамки популарност се разбира, ако си поп-пејач. Или тезгарош, како еше се турбо-фолк пејачи. Да, и тие си правят на тој имидж, без разлика како го правят на кој начин, но не, мислам дека не знам тоа како да го сватам и како да го објаснам. Едноставно, творештвото е поќе работа на волк самотњак, тоа е самотија. Кое е времето во кое најчесто творите? Обично велат некои раните утра, дотните ноки. Има ли може би некоја специфика Славе Ѓорѓо Димовски кога пишува и кога е најорен така расположен? Да, има. Тоа е многу важно. Тоа е доста неважен термин. Тоа обично кога пишувам нешто проза, тоа се истика или нешто друго, одбирам од 3 сатот по полноќ, не дека до 6 наутро. Исто важи и за поезија, кога веќе ја дефинирам некоја книга или некој циклус. Значи тогаш ги собирам сите работи, ги дефинирам, ги концепирам, ги мерам стиховите, зборовите, бидејќи еден е начинот на момент на инспирација, а друго е остварување на песна. Така што некои песни кои што се може кратки со по 5 стиха, може да траат и обработката можеби со месеци. Значи додека се најде она кохерентност и внатрешна и надворешна, и ритмичка, и смисловна, и секаква. Зошто, Ѓорѓо? Многу луѓе почна да прашуваат. Значи уште со првата книга јас си го ставив Ѓорѓо. Так, значи тоа всушност е едно мое двојно презиме. Значи првото презиме било Славе Ѓорѓовски, во српското имам документи кај што дадам Ѓорѓовиќ, а потоа негде 60-те години со некоја административна промена Димовски. Меѓутоа, бидејќи тогаш кога ја објавив првата книга на 19 години, мислев свесно го направив, дека со само обично име Славе Димовски, дека може да се изгуби во тоа море на. А брзо тој Ѓорѓо најдека некој ќе му запни што се беше и успешен. Значи кај за Македонија не е така обичаено со 2-3 имиња и тука беше како се знае, пуко со 2 погодок. Да. Значи еден се го направи така, еднош обрна внимание кон тие што гледат да видат сепак, а второ ќе се направи свој се изачува од двете презимиња.
Рековте дека бевте еден од тие стрекници од кои на самиот почеток уште во 79-та година ве бара да ви објават, значи не трчавте вие како што сега тоа се прави да ви печатат. Дали остана тоа и за сите овие години? Колку пак издавачите навистина има сенс да побараат и да понудат и цена, а и колку пак тиражите се нешто менливо и мерливо или минливо во ова наше време? Во ова време, мислам, наше време веќе некои вредности се изместени. Така, се е менливо, се е минливо, се вредноста доста опаѓа, мислам. Но лично за мене е важно јас ние да напишам, не ми е проблем за издавањето. Проблем ми е да напишам книга, односно да ја концепирам, да ја доставам и така што. А тоа мислам дека и кај секогаш, бидејќи сега има државен конкурс, конкурираш ако те прифатат. Мислам важно е името, не може сега да прифатат. Каде се гледате во едно 10 години во светот на поезијата? Формата на моето изразување јас сум го одбрал со сите досегашни книги. Значи не можам и немам време веќе да менувам форма, веќе имам 50 години, така. А другите пространства, тематски, мотивски, тоа не може да кажам од сега, зашто не знам ни како ќе се развивам натака. Обегнувате да зборувате за политиката, обегнувате да зборувате за секојдневието. Дали е ова вистинско време за поезија? Или мојата политика и литературата. Сигурно дека секој време си има поезија, значи не секој време е време за поезија. Мислам дека никогаш не е ниедно време немало што затајува поезијата, литературата, што прескато го објаснав, дека во секој народ, дури во секој племе во пустините, дека мора да тлее тоа жарче за возвишување на собствениот јазик, што дека поезијата е врвот кој што излезе од коренот на јазикот. Значи секој ќе се најде начин. Може да биде некојаш поезијата и провокативно, времето да испровоцира поезијата така што да влезе и во актуелните сфери на актуелното време. Има такви доста поезии кои што остават еден силен печат, силен белег, како да пријавила поезијата на Мајаковски, кој што во тоа време оставила белег, кој што се споела, кој што се слеала со тогашното време, што за денес, значи јас од днешен аспект може да ја читам само како некоја историска естетика. Обично било дека поетите и воопшто личностите кои се оддава се суетни и дека мислат дека само нивното е најдобро. Таков сте или примате критики? Не, примам забелешки, примам критики, никој јас не сум се истакнал како поет, повеќе како творец. Сте добар читател на другите? Апсолутно. Се што е добро се чита. Тука нема дилема. И оно што е добро го фалам. Значи имате таква добра? Па морам да имам, како би бил ти добар творец ако не фалиш друг. Што последно сте читале, ако можете да се сетите? Па јас многу читам. Дома кај што е крајветот и ова имат под неколку списанија книги што се нон-стоп отворени. Кога се чита поезија не се чита како книга, се чита како делче како песни, земаш една, прочиташ друга. Се обидувам да следам ова се што можам јас да го разберам, што е актуелно во светот. Баш сега денови еден израелски поет Рони Сама го читав, кој што оставаха место огромен печаток на хрватски, во хрватски имаше едно издание. Инаку од прози повеќе се занимавам со наши домашни. Сега од брат Славчевски прекрасен роман прочитав. Многу. Потеклото ни е тука Охридско, значи од овој ареал, од овој простор, и неодминливо е да прашам колку сме горди самите на себе или од тоа што го имавме Климента Прличев, па се до денес. Колку тоа може би повеќе ве прави среќен што живеете на овој простор и колку тоа ви дава енергија уште повеќе да се докажувате. Ние со ова подршка можам да кажам дека во поширок простор, не само во Македонија, дека ние сме едно историско, духовно, културно островче. Секој треба да е среќен што е тука роден и кој што се занимава баш со уметност, бидејќи има различни допири. Од преисторијата до денес и ни сите сфери, ни сите духовни сфери, и поетски, и сликарски, и музички, и да компензира со историја, да компарира со природа. Значи, ретко место за творец. Тоа така мислам јас. И ова што сум видел настрана, тоа се повеќе го потврдува овој мој впечаток. Едно време сакавте така да биде или навистина тоа некаде прочепкавте во историјата дека Прличев, например, потекнувал од Велесто? Јас не прочепкав, мене тоа ми го наметнаја.
Едниот беше Науме Целаковски во една книга што нашол некој документ во манастирот Свети Наум Охридски, кај што бидејќи авторот на Берестово бил додолу, дека една фамилија од Берестово, која што денеска скрпува село е Прљовци, и денеска екзистира тоа име, ама повеќе како народно име, не како фамилиарно, кој што за некоја победна лоза од таа фамилија е заменето за куќа во Охрид, место од тука крај Горица. А втора последност на тоа го потврдуваше да остане многу текстови Гален Тодоровски, кој што е најголемиот Приличево зналец во Македонија и проучувач на Приличев. Имав јас среќа се сретнам се во Софија со една правнука од Приличев, Волга Приличева, која што рече кога ќе дојде, баш и тој подакон му кажав и рече што дојдам во Охрид ќе те побарам и баш вика сакам да се качам горе до тоа село. Колку поезијата на вистина ги крши сите бариери, сите граници? Има ли на некој начин на вистина во тоа дека таа може да освои секого? Секој да освои може музиката, веќе таа има универзален јазик. Поезијата е врзана со бариери, а бариерите се јазични. Значи, начинот ако се адаптира на друг јазик, многу е важно кој адаптира, колку може да проникне и во смислата, и во суштината на самиот поет, а и во смислата на јазикот од кој и на кој ја пренесува. Јас имав вани на интересен разговор со Олга Панкина, преведувач, руски интелектуалец, кој што често доаѓа во Охрид, кој што и годинава е гости на нас семинарот, и разговарам на прилика за можностите на преведување и како се преведува едно дело. Конкретно го заедно тоа делото Пире, така го имаше преведено Пире од Петр Андреевски на руски јазик, кој што имаше промоција. И за оние што се народни фрази во романот, таа не знам колку села прошетала низ Русија, да снима стари луѓе и да најде соодветни фрази кои што ќе одговарат на македонски, значи не да ги преведува буквално, што ќе доаѓа така, некои неубавози ќе се случат. Тоа е преведувач и истражувач. Значи преведувачот треба да биде истражувач и на двата јазика, од оно што се пренесува на друг јазик. Имате ли мото по кое се водите во животот? Да сум жив и здрав. Благодарам многу, ми беше драго што му обетевме и се надевам дека ова еден ден ќе може да го слушнат оние кои што ќе посакаат да видат не само што напишал, туку и како размислувал Славе Ѓорѓе Димовски за себе, за поезијата и со како поглед кон светот живеел во едно друго време, затоа што и ова ќе биде, со сегашноста ќе биде еден ден минат. Благодарам и мислам дека овој начин е нешто што би останало како бисерче во нашата библиотека и во нашиот град, бидејќи секој што се грижа за своите творци во секоја земја, преку ова ја покажува и својата вредност и својот однос кон нив, а и самите тие што остават ваков запис, звучен, дека од прва рака кажува како размислуваат. Значи, ако е преку текст, тој е 5 пати преработен, дотеран, а вака веќе од прва рака, како се размислува, да, и тука повеќе превладува духот на творецот, отколку рациото кај што е кај пишуван текст. Ви благодарам.